Добро дојдовте во Зумин. IT секторот во Македонија бележи континуиран раст. Има значителен придонес во економијата на државата. Во последните години овој сектор се развива преку растечки број на стартапи, зголемена побарувачка за софтверски инженери и поддршка од меѓународни инвеститори. Сепак предизвиците остануваат, особено во однос на регулацијата, недостаток од квалификуван кадар и недостаток на домашни инвестиции. Во Македонија работат над 1500 компании во IT секторот. Оваа индустрија е значителен извозник со голем број на компании што соработуваат со клиенти од Европа, САД и други региони. Каква е моменталната состојба со IT секторот во земјава? Зборувам со претседателката на Стопанската комора за информатички и комуникацијски технологии и МАСИТ, Анета Пешева, и извршниот директор на ЦПП услуги Филип Симеонов. Симеонов, Пешева, добро дојдовте во Блумберг Адрија. Добро ве најдовме. Благодариме. Пешева, започнуваме најпрво со моменталната состојба со IT индустријата во земјата. Дали оваа година можеме да се каже дека ќе биде успешна за овој сектор? Дали се забележуваат трендови на раст и во оваа година? Благодарам на прашањето и јас навистина сум многу среќна денеска дека ќе зборуваме на оваа тема. Инаку, IT индустријата, знаете, со годините растеше се повеќе. Бројката од 1500 фирми кои што ја кажавте, значи таа се однесуваше на 2018 година, а сега во моментот во 2023 последните податоци кажуваат дека во нашата држава постојат 3091 компанија регистрирани, значи, за производство на хардвер и софтвер. Растот, значи, е големен, особено беше голем во моментот кога се случуваше ковид кризата, за жал, мислам, по целата таа една несреќна состојба. IT индустријата допринесе, мислам, за подобрување на животот на луѓето и особено за тоа да се извршуваат задачите и онака и од дома. Така да јас мислам дека растот беше, значи, врвот на растот на IT индустријата е поминат и ако ги видите бројките во смисла на тоа колку компании се оформиле во периодот од 2022 до 2023, тука има благ пат на компаниите, а исто така има и застој во вработувањето. Знаете, вработувањето во IT компаниите растеше со 25% на квартално ниво. Сега во моментот во IT индустријата работат околу 22.000 значи млади луѓе, тоа се повеќето млади луѓе од IT секторот, кои што се и софтвер инженери, и хардвер инженери, така да мислам дека тоа е една значителна бројка која што е многу значајна за нашата држава. Исто така морам да ви кажам дека има неверојатен напредок во извозот, во кој што во извозот на IT индустријата, со тоа што ако да кажеме вкупното приходи по работење во 2019 година беше околу 870 милиони евра, во моментов сега е бројката од 1.400.000.000 евра. Извозот, значи, исто така е еден од работите кои што целовремено растат во IT индустријата, бидејќи знаете и работата од дома и во контакт со странски фирми и компании, тоа е сега возможно, така да извозот кој што е неверојатно зголемен и тој изнесува околу 550 милиони евра во минатата година. Се зборувам во минатата, бидејќи новите бројки не се уште извадени за оваа година. Јас мислам дека тоа е една од најбрзо растечките индустрии и дека навистина треба да се придаде значење. Јас се надевам дека еве и владите, сите влади во овој период додека јас бев, да кажеме, додека сум во МАСИТ,
неверојатен акцент ставија на дигитализацијата и општо на дигиталните процеси во државата. Оваа влада така ќе зборуваме и подоцна за Да. Ќе зборуваме малку подоцна секако за дигитализацијата и таа дигитална транзиција на државата. Меѓутоа сега идеме до Симеонов, сакам да го прашам пред се кои се главните предизвици. Го слушнавме ова зголемување и растот на извозот, најбрзо растечка индустрија, меѓутоа Симеонов, можете да не кажете кои се најглавните предизвици со кои што се соочуваат IT компаниите во земјава? Значи јас генерално нема да зборам како убаво кај столото се согласувам со господината Анета, затоа што некако се достигна врвот на IT компанииве во однос на плати, во однос на побарувања, но мислам дека сега дојдовме до нека стагнација и мала стабилност што се однесува до компаниите, дека нема тука голема флуктуација на луѓе, затоа што сепак многу од странскиве компании кои што се инвестициски ги повлекуваат своите канцелари, ги повлекуваат. Секојдневно слушаме за некоја компанија која што се повлекува од тука заради тоа што вајде недостаток проекти, но предизвиците нас како компанија, лично како нашата компанија, како мене, како лидер на ЦПП, е градење на ресурси. Затоа ние се насочуваме према градење на млади ресурси, односно земање од факултет и градење, а со тоа и потоа излевање на сервисите, не на луѓето, него на сервисите на интернационално ниво. Ја можам да се похвалам дека оваа година стварно имаме голем пораст на проекти кои што се интернационални, значи не сме сконцентрирани само на македонскиот пазар, туку сме и во интернационално ниво, но приметувам дека се тоа целиот тој процес се повеќе расте и имаме значително повисоко ниво веќе и со западни земји, и со Америка, и со Канада, работата што се повеќе и повеќе почнуваат некако да ни ја даваат довербата, затоа што ние сме во IT секторот, но сме малце по друга област, односно најбезбедност, работиме малце по друга област од IT-то, не сме класични девелопери и класични. А едно од најголемите предизвици е тоа што, барем во мојот сектор, во сајбербезбедност е тоа што никако не можеме се уште да ги натераме студентите дека не е све програмирањето, дека нешто има, дека има работи во безбедност, дека тоа има иднина, дека постојано, дека тука нема што да се затвори, дека работни места има и ќе има, за да навлечеме што повеќе студенти одат на тие програми за сајбербезбедност. Затоа што сега знаеме фокусот е све програмирање, девелопмент и се мисли, како што рече и Анета, многу е помал обемот на барање на работа, односно огласи се помалку и помалку има. Додека јас прогнозирам дека и Европска унија прогнозира дека до крај на 2025, не знам, таму околу 200 милиони места, 200.000 cyber security инженери ќе фалат на ниво на Европска унија. Така да предизвиците мислам дека се тоа само да ги натераме помладите луѓе да инвестираат, односно да гледаат малку пошироко во IT сферата, не е само во програмирањето, значи и ние даваме добри плати и ние инвестираме во нив, така да мислам дека тоа е не само за нас и за нашата држава. Веќе морам, прежева го зачнавте секако прашањето за ложбата од страна на владите претходно и поголемиот акцент кој што треба на IT секторот да се стави. Морам да ве прашам за регулацијата, законските измени во Законот за работни односи, нешто што тема која што се отвори од извесен период од страна на комората, прашањето за недела неработен ден, што конкретно треба да се промени, како до подобра регулација и што ќе донесе сепак ова за подобро функционирање и работење и развој на IT индустријата во земјава. Да, ја најпрво би сакала да го поздравам колегата и навистина се што кажа јас стојам за тоа и мислам дека IT секторот ќе стагнира еден период, бидејќи тоа се случува и на светско ниво, тоа не е само во Македонија. Инаку околу Законот за работни односи, не знам како да ви кажам, мене ми се досади веќе заради тоа што 5 години зборуваме не само Законот за работни односи во однос на IT секторот, туку општо требаше да се донесе нов Закон за работни односи, бидејќи овој застарен, не знам од која година е, нема никакви измени и прави некои забуни, знаете, во ова наше општество. Конкретно ќе ви кажам јас и нашиот тим кој што сме го правеле, тоа не сум ја сама,
во Масит и фирмите секогаш барањата сме ги доставувале до владините представници, ама да ви кажам во ова менување на законот за работни односи, па едно сигурно 4 министри се сменија. И секој како доаѓаше во министерството за труд и социјала, векаше сега ќе го смениме, па правихме секакви лаборати и тоа. Што е клучното да не должам за IT секторот во законот за работни односи, што е нелогично? Прво и основно, ние баравме да можеме и после ковид кризата да можат нашите вработени да работат од дома, бидејќи тоа го практикува целиот свет. Втора работа да нема определено работно време заради тоа што некогаш тие што работат за други држави, за Америка, например, работното време почнува од 3 часа попладне, па трае до ноќе. Тие што работат за други држави, друга е временската зона. Значи, тука треба да се направи една пофлексибилна состојба, заради тоа што сега во законот тоа не е дозволено. Значи, ако работникот не вие на работното место, може да дојде инспекција и да ве казни. Втора работа што ние мислевме дека во законот за работни односи треба да се промени и инсистиравме на тоа, дури некои компании добија некакви дозволи, тоа е таа тема болна за недела неработен ден. Ние веднаш, значи, кога се носеше законот, уште во таа влада, не знам веќе која беше, дали на предходната или пред две влади, ние баравме да фирмите, бидејќи ние имаме фирми кои што многу работат за Емиратите. Знаете, во Емиратите и во муслиманските држави недела е работен ден, петок е неработен. Израел. Тие фирми кои што работеат во Израел, сабота е неработен ден, недела е работен ден. И значи ја можам да ви наведам 1000 такви примери. Јас мислам глобално, ова сега како Анета го кажувам, за да не, бидејќи малку сакам и да ја проширам темата, како лично. Јас мислам дека не е во ред тој закон и не ја бара тоа само Масит или јас лично, тоа имаше иницијатива и од, мислам, и на Уставен суд, од другата Стопанската комора. Не може да вие правите такви исклучоци за работење во недела на некои компании, а на некои не. Јас ако треба да одам да си купам лек, треба до Сити Мол да патувам, а не во моето гранатче што е до мене на улицата. Јас не можам да го разберам, јас многу патувам. И во Австрија, и во Германија, таму сум живеела. Во Австрија, кога не работи во недела, не можете ништо не работи. Значи, не може заедно. Дали тие луѓе кои што работат во Сити Мол, продавачите, асистенти и тоа, тие нели се работници? Значи, или треба да се направи законот како треба. Мојот предлог е да се дадат 2,5 дневници во недела. Во законот и сега и во светот е така. Повеќе од 40 работни часа не може да работите во неделата. Ако им дадете на тие работници 2,5 или 3 дневници, еве јас предлагам, секако дека они сами ќе сакаат да го работат, а некој друг ден до неделата да не го работат. Јас не сум против тоа, против правата на работниците, него навистина мислам дека тоа некако треба да се прочисти, да се направи по правилото. Не може само тие што се најбогати да работат, а овие кои што се борат за едно парче леб да не работат. Тоа е моето мислење, а ви образложив од страна на IT секторот зошто го мислам тоа и сме го барале тоа званично. Благодарам. Така, тука Сименов и вас би сакала да ве поврзам како вие гледате сепак за недела на работен ден, колку на вас ова ви предизвикува или ви добива плюс за вашата компанија и околу дигиталната трансформација на државата, дали каскаме на ова поле, колку тоа представува проблем за IT компаниите во земјава? Видете, кај нас ние работиме во полето на сајбербезбедност, така да ние немаме недела, сабота не работа, ние сме постојано работиме 24/7. Особено сега, ќе бидеме добавувач на cyber security услуги во Народната банка, кај што 24/7 треба да покриваме, така да за нас не постои неработен ден, односно сме поделени во смени согласно законот, но тоа
кој што го спомена господинот Анета, многу е лоша работата од дома, зашто ние имаме на пример хибриден начин на работа, зашто ние самите сме го организирале тоа. Тоа знаеме дека незаконски, но го покриваме со некакви системи кои што самите си ги водиме. Да немаме оправдување ако дојде инспекција да речеме па чекај кај ти е работникот, да не може да кажеме дека нас не е дозволено хибриден начин на работа, односно 2 дена од дома, 3 дена на работа. Така да тоа треба да се изрегулира. Во однос на 24/7 како стандардно идеме како сите компании кои што имаат 24/7 со сменска работа, односно со покривање на трошоци и плюс плаќања во сменско работење, мислам тоа се го следиме согласно закон. А во однос на дигитализацијата која што моментално е наметнува државата, дефинитивно нас ни отвара нас работа, но и ни отвара и повеќе проблеми во однос на пак ќе гледам од сајбер безбедноста, затоа што се што ќе се дигитализира се отвара некој посебен и плюс атак вектор за напад, каде што државата се уште не е спремна ни законски ни ресурсно да одговори на овие напади. Знаеме што се случи во околината кај што почна дигитализацијата многу пред нас и видовме какви напади се случи, односно какви блокади на целите држави се случија кога се тоа се централизираше и дигитализираше, посебно за државата Албанија. Така да мислам дека треба многу да се работи во однос на дигитализацијата, само по себе ќе се донесе ризици, но треба да се работи многу на градење на ресурси, а тоа го повлекува на претходно што го зборувавме дека треба да се градат капацитети и ресурси во самата држава. Така, Печева, секако тука е дигиталната трансформација, но морам да ја зачнеме и темата за вештачката интелигенција. Светот чекори по патот на вештачката интелигенција, неизино имплементирање веќе речиси сегде е присутно, меѓутоа тука е и секако регулацијата. Каде сме ние на овој пат? Јас би сакала да ви кажам дека да се надоврзам на ова кога јас го поставив тоа за работа од дома. Дури имаше пречки од тоа дека требало инспекцијата да оди дома кај луѓето за да видат дали имале противпожарен апарат да работеле дома. Мислам, тоа се сведува, така да тоа беше моја забелешка на колегата да кажам до кои абсурди оди целата таа работа. А инаку да ви кажам, значи, во професиите се планира на светско ниво за artificial intelligence, сега зборуваме, вештачка интелигенција, всушност. Од минатата година, значи, сите некако бевме шокирани од тоа кога се појави чат GPT и тој принцип на еден друг тип на информатика. Јас сум инженер, но тоа е сосема друг принцип на информатика, каде што програмирањето нема да биде најважно, него препознавањето на ликови на предмети. Новите тие големи системи, квантни компјутери кои што ќе се пуштат, работат на сосема други принципи. Ние сме далеко, мислам, Македонија, бидејќи ние имаме сега и фино го крстија Министерството дигитална трансформација. Бидејќи дигитална трансформација во светот се подразбира вие хартиите да си ги ставите да си ги скенирате, да ги ставите во дигитална форма. А потоа доаѓа дигитализацијата. Дигитализацијата подразбира значи интероперабилност на државата помеѓу институциите, што сега е таа сведена на многу ниско ниво, и се додека немаме интероперабилност помеѓу државните институции, ние ќе имаме проблем со простата дигитализација, значи за некои документи на луѓето што им се потребни. Вештачката интелигенција во моментов, значи сите некако е модерно тоа да се каже сега вештачка интелигенција, но многу е важно во моментов да се донесат регулативите на светско ниво. Знаете, не е тоа што сега во моментот ќе не загрози, но за 5 до 10 години, кога доаѓа другата фаза на artificial генерална интелигенција, ја викаат, тогаш тоа може да ги загрози и нас како луѓе, бидејќи тие ќе станат попаметни од нас машините. Во принцип, јас мислам дека многу е позитивна вештачката интелигенција во однос на медицината, во однос на некои работи кои што ќе бидат, да кажеме, услужни дејности во школството. Секаде таа, значи, ќе има голема примена. И
ќе биде многу корисна. Но за жал, проекциите кажуваат дека 300 милиони луѓе до 2000 за 10 години ќе останат 300 милиони луѓе без работа. Сега да ви кажам кој ќе обстане. Дури инженерите ќе бидат загрозени и затоа се случуваат и овие сега отпуштања на ниво на Силиконска долина, ако сте чуле во големите компании во Европа, заради тоа што некои работи кои што досега би требаше инженер, сега тоа го прават машините. Од тестирања, од мали програмирања, од HR, значи маркетинг, дигитал маркетинг, тоа се е толку леснато да многу се помалку и помалку луѓе ќе треба во таа сфера. Ова што го зборуваме и што го зборува колегата, значи од типот сайбер безбедност, од типот на реални проектанти на проекти кои што ќе работат со тие машини, тоа ќе опстанат и ќе се отворат околу 95 милиони работни места, а за тоа ќе треба специјална, значи, усовршување, курсеви, формално, неформално образование. Многу е важно да луѓето се спремат, дури и овие што се од IT секторот, да не спијат на тоа уво дека тоа нема да дојде. Тоа ни чука на врата и тоа ќе дојде. Затоа мислам дека преквалификацијата и на инженерите во смисла на користење на машинските јазици, разбирање на deep learning, разбирање на значи cyber security, тоа ќе бидат најважните теми и само тие значи компании во IT секторот ќе опстанат. А да не ви зборувам тоа што ќе треба да се направи голема една како социјална помош. Ја го слушав Елон Маск, се зборуваше дека треба да се земе од овие компании. Тие се 5 во Америка, 2 во Кина, за да се оформи еден фонд за луѓето што ќе останат без работа, добиваат некаква си помош, некаква плата. Јас мислам дека со податоците тој што се игра е голема грешка и затоа сега на европско ниво и на светско ниво треба да се донесе закон сличен како оној што се донесе во Швајцарија за хемиско оружје употреба. Ако гледате, има војни, хемиското оружје сите го почитуваат, не го употребуваат во момент. Затоа треба да се донесе и специфични закони за употребата и до каде можат тие податоци и да се исчистат податоците од тие што се лажни, за кога квантните машини и големите тие, кога ќе дојде големото време, се проработи. Тука би се надоврзала со Симеонов, секако тука и Пешева го спомена, ја се обера сајбер безбедноста, како на ова поле компаниите кои што се тукму од вашата област ја и имплементираат вештачката интелигенција, колку таа ќе помогне во сето ова за заштита на сите оние системи и секако тука ги спомнавте секако капацитетите и ресурсите, нивна изградба, колку имплементирањето на вештачката интелигенција ќе помогне за да има повеќе квалификуван кадар во оваа област каде што сте вие. Моментално маркетингот се удира на AI, али ние сме значи сите сега веќе решенија имаат AI, но тоа не е дека AI-от е стварно тој што ја врши работата. Точно тоа дека потребата на AI, моментално на вештачката интелигенција, ги замени многу од работните места и една од причините зашто нели се деси оној пад на IT кадрот во светот, но секогаш викаме во сајбер безбедноста не може тоа да се замени затоа што не знае AI како да се бори со хакерите и како да направи една архитектура и сајбер безбедност на една компанија или институција. Затоа тука не гледаме никаква опасност, но ја користиме во однос на автоматизација на одредени процеси. Да, секако и ние ја користиме за да автоматизираме одредени процеси, да би скратиле во време и ресурси. И мислам дека и понатаму сите оние кои што планираат да се занимаваат со сајбер безбедност, а сакаат да вклучат и вештачка интелигенција во самата работа, дека треба да ја гледат само за автоматизација и за забрзување на процесите во самата работа. Иначе дека ќе не заштити од хакерски напади, верувате не, затоа што исто како што ние како одбрана или компаниите за сајбер безбедност се користат за одбрана AI, така и хакерите си имаат своје
своја вештачна интелигенција, па истите тие ги користат истите алатки за да би генерирале одреден напад или одреден вирус или било каков малициозен код, за да се бајпасираат сите тие решенија што ги прави самата AI, за да се брани од такви напади. Така да генерално експертизата експертизата е најголем дел пресудна тука, без разлика дали се користи AI или не се користи, но никогаш не треба да се подпреме на вештачката интелигенција како решение за секој наш проблем. Особено зборам за сајбербезбедност, не зборам за делот на програмирање и слично. И сосема за крај, куса околу очекувањата на IT секторот во следниот период, пишева прво со вас. Па добро, очекувањата се тоа дека мораме да бидеме во трендовите светски и дека треба, значи, да ги следиме тоа што се случува. Заради тоа што тоа толку иде напред таа технологија, да тоа е нешто неверојатно. Ја би го спомнала само да кажеме, јас цело време го гледам и навистина го анализирам тој Джефри Хинтон, кој што е професор во University of Toronto и си даде, знаете, отказ во Google, 10 години работеше, а го викаат Godfather на ChatGPT. Значи, тој сака да предупреди, не е сега алармантно уште работата, ама сите тие кои што се фактички во таа бранша, сите се некако сами уплашени од тоа што они го имаат произведено. Затоа јас мислам дека ние треба да следиме и треба да ги следиме тие регулативи во однос на тоа да нема погрешни податоци, да нема, и тоа е многу важно сега во моментот и треба да се осврнеме, а секако дека треба и да поработиме сите, ние домашни фирми што се трудиме тука со години на дигитализацијата на администрацијата, која навистина апсолутно е на едно многу незавидно ниво. Се надевам дека тоа ќе се надмине вака со млади компании, со стартапи, со нас, ние кои што работиме во институции, а имаме големо искуство во таа работа. Ви благодарам. Симонов и со вас Кусо, само накрај, вашите очекувања за IT секторот во следниот период? Со оглед дека веќе имаме барања за проекти за наредната година и веќе закажуваме термини за наредна година за проекти, јас сум многу и среќен и оптимист дека ќе растеме и дека ќе генерираме нови ресурси, ќе градиме нови ресурси, особено зборам во областа на сајбербезбедност, кои што понатаму ќе бидат исто и ќе поставиме едни темели и стандардизација на како треба да се работи и што треба да се прави за да се стигне до успешна компанија, да генерираш нови ресурси и нови кадри кои што утре ден не само што ќе се горде, него и ќе ги користи самата држава. Ви благодарам. Така, Пешева Симеонов, ви благодарам за гостувањето во Bloomberg Адрија. Ви благодарам и ние. Пријатно. Ги слушнавме предизвиците, секако на IT компаниите во земјата, потребна е регулацијата и на вештачката интелигенција, меѓутоа и законски изумени во Законот за работни односи, тоа го бара Стопанската комора. Секако очекувањата се дека IT индустријата и натаму ќе остане најбрзо растечка индустрија во следниот период. Ви благодарам за вниманието.